Од 15 октомври Порака наша е партнер во проектот Едукативна поддршка на лицата со интелектуална попреченост кои биле подложни на интернет криминал и злоупотреба, а носител е Полската асоциација за лица со интелектуална попреченост. Интернетот во 21 век представува потреба во секојдневниот живот, потреба за социјализација, учење, за барање на работа. На овој начин ќе се овозможи потполна инклузија во општеството на лицата со попреченост, вели Фросина Симоновска од Порака наша. Порака наша почна да реализира проект кој што се нарекува Едукативна поддршка за лица со интелектуална попреченост кои биле жртви на интернет насилство или криминал. Знаеме дека интернет во 21 век представува потреба во секојдневниот живот. Значи потреба за социјализација, за учење, па дури за барање на работа. Тоа е еден прозорец кон светот каде што ние дознаваме за новини и се информираме како на локално така и на глобално ниво. А на овој начин, значи преку интернетот, кој го користат и лицата со и лицата без попреченост, овозможуваме потполна инклузија во општеството за овие лица. Партнери на проектот се Сдруженијето на лицата со попреченост од Полска, Чешка, Португалија, Белгија и Република Македонија. Во рамки на проектот планирани се состаноци со партнер организациите во сите земји учеснички и други активности. Прв чекор во реализирање на проектните активности ќе биде собирање на студии на случаи од страна на сите партнер организации кои ќе приберат реални животни примери од ситуации во кои лицата со интелектуална попреченост станале жртви на интернет насилство. Во проектот се вклучени и тренинзи, тоа тренинзи за самите едукатори кои што работат со лицата со интелектуална попреченост со цел да усвојат повеќе информации за интернет криминал и злоупотреба за оваа категорија на граѓани и истите тие информации да ги вметнат во едукативните програми и постојат тренинзи за лицата со интелектуална попреченост бидејќи ќе работиме на тоа да од една страна ги заштитиме, да останат онлайн безбедни, а од друга страна кога веќе станале жртви на интернет насилство, да знаат каде да побараат помош и поддршка. Бидејќи токму целта на овој проект е да ја потполни таа празнина. Кај нас не постои место или сервис каде што кога имате лице со интелектуална попреченост и жртва на интернет насилство, нема каде да се обрати. Токму овој проект се обидува да ја потполни таа празнина. Дополнително ќе биде изработен дигитален водич за полицијата кој ќе им помогне во комуникација со лицата со интелектуална попреченост, на пример во случај тој таа да сака да покрене обвинение и при тоа ќе бидат изработени верзии со лесно разбирлива форма кои ќе им бидат достапни и ќе им бидат од помош на самите лица при справување во слични ситуации.